Гостин во студиото на Нова е новинарот и аналитичар Борис Камчев, кој веќе повеќе години работи во Санкт Петербург, во Русија и пишува за потребите на колумни за Нова. Борисе, пред се, добре дојде. Добре најдовте. Да почнеме со САД, Сирија и Русија. САД и меѓународната коалиција влегоа воздушно во Сирија, Путин влезе копнено. Но како одеднаш да излезе од таму, како да му се одмили Сирија? Зошто тоа се случи? Ненадејно. Значи, руската војна интервенција во Сирија ме потсети многу на целата таа епопеја, ме потсети многу на она што го има кажано Оскар Уајлд. Представата заврши со голем успех, но публиката беше катастрофа. Значи, овие руските војни напори во регионот имаа конкретна цел да го подигнат рейтингот на Путин дома и откако ентузијазмот со интервенциите во Украина, например во Крим, присоединувањето на Крим и војната подоцна во Донбас спласна во Русија, таа интервенција беше придружена со маестрален пиар на Кремљ за подигање на едноставно се покажуваше дека Русија се дига од колена, дека таа е светска сила на која другите светски играчи треба да сметаат и треба да има некаков таа има сега некаков ангажман, важен ангажман во геополитичката сцена и дека секој конфликт не може да биде решен без Русија. Но меѓународната заедница сепак ги осуди интервенцијата во Сирија, иако Русија се обидуваше да ја направи безпрекорна, таа интервенција заврши со многу деструкција, со многу убиства на невини цивили и, како што знаеме, и го убрза бегалскиот бран од тие простори кон нашите простори. Значи, како тука реагираше она интелектуална маса во Русија? Велите, рейтингот на Путин беше подигнат, меѓутоа епопејата заврши со неколку цивили. Како тука реагираше интелектуалната маса во Русија? Интелектуалната маса реагираше мешано, тоест зависи. Руската политичка сцена и руското општество сепак е многу поделено и многумина од главната интелектуална маса можеби ги подржува војните напори на Путин во Сирија, но со тоа што опозицијата смета дека Путин ја води Русија во погрешна насока, не беше придружена со, како да кажам, не беше едноставно прифатено од некои слоеви од опозицијата во Русија. Но ја би сакал да се надоврзам на она што го кажав претходно, дека вие што прашавте дека на Путин му се одмили Сирија, доколку внимателно го следевте ТВ обраќањето на Путин кога тој ја даде наредбата да се повлечат војските од Сирија, од неговата лева страна седеше Сергеј Шојгу, министерот за одбрана на Русија, а од неговата десна страна седеше никој друг туку Сергеј Лавров. И тоа според некои аналитичари, според некои кои наблюдуваат ситуацијата во Кремљ или кремљинолози, како што ги нарекуваат, тоа значи дека на дипломатијата и се дава поголем приоритет сега и имено и во меѓувреме се случија и неколку други, како што беше посетата на Кери во Москва недалава, што е сигнал дека од сега натаму им се дава повеќе возможности на дипломатијата и на меката сила во решавање на тој горлив конфликт во Блискиот Исток, а војните напори се оставаат настрана. Тоест, тоа може да се случи, тие може да бидат употребени само доколку има потреба од воздушни напади, например, а не Русија не би можела да интернира повеќе по копнен пат. Зошто таа премисла? Од една страна Русија, велите, влезе покажувајќи сила во глобалниот свет, а сега одеднаш се преиначува, се премислува кон дипломатијата. Па видите, како што кажав, тоа беше како пиар за дигање на рейтинг. Тој пиар веќе помина 6 месеци, не работи. Секоја една кампања и предизборна, например, и кампања за
за подигање на некаков рейтинг на политичар не може да трае вечно. Тоест, таа кампања трае неколку месеци до една година максимум и потоа резултатите од неа се намалуваат, тоест се спласнува, луѓето забораваат едноставно. Но од друга страна Кремљ откри дека тоест увиде дека ова војна кампања чини многу, значи според некои проценки од 10 до 15 милиони долари дневно тие трошеа, но со оглед на тоа што Русија се соочува со економска криза дома, што федералниот буџет е во голем дефицит, бидејќи цената на нафтата падна многу ниско во последните 6 месеци, една година, значи од летото 2015 година цената на нафтата се урна од 100 до 30 долари за барел, а тоа многу негативно влијае врз економијата во Русија, бидејќи руската економија е заснована на ресурси, на извоз, на производство и на извоз на ресурси. И поради тоа Кремљ увиди дека ова војна е скапа и се повлече. Но и од друга страна тука е и неговиот коалиционен партнер во таа коалиција што тие ја создадува со Иран и со Асад, со Сирија. Неговиот коалиционен партнер Иран исто не се покажа во најдобро светло, тоест Иран пред Путин да даде наредба за повлекување на војската, Иран исто ги повлече своите копнени сили, тие што беа од онаа елитната бригада за заштита на исламската револуција и едноставно и потоа Иран не се покажа како добар партнер и со тоа што не ги ограничи производството на нафта, бидејќи ОПЕК и Русија бара ограничување на производството на нафта, а Иран не се придружи кон тоа барање. Тоа е со цел да се држи цената на нафтата на одредено ниво, на околу 50 долари од барел. Да, сега е 40 и фактички на тој начин Русија со ОПЕК сака на некој начин да ја подигне уште малку цената на нафтата, но Иран не се сложи, бидејќи тие беа во изолација, под санкции долго време и едноставно сака да го подигнат своето производство. Тоа се тие неколку причини што на пример Москва ја натера да се повлече од Сирија до оваа интервенција. Вие во еден момент споменавте дека ја споменавте средбата меѓу Кери и Путин и да не се заборави овде она досетка на Путин кога народромот го забележал Кери со актовка и му вели дали носите пари да ме предомислите во нашиот однос со Башар ал-Асад. Како ти гледаш на крајот да се стави крај на тој терор во Сирија? Па, како што реков, дали дипломатијата е таа која што ќе го донесе крај? Имено, да. Сега игра имено и таа досетка што ја кажа Путин, што му се обрати Путин на Кери врска со актовката, тоа е еден начин на умилкување на Путин кон нивниот американски партнер. Тоест, видите, Путин, тој секогаш настојува да биде дел од глобалната елита, нели? Но со интервенцијата во Украина, со присоединувањето, анексијата на Крим, Путин едноставно е изолиран. И тој сака сега имено и војната интервенција во Сирија беше во прилог на тоа. Тој да дојде, биде вратен во таа една елита, глобална елита, и секогаш кога кај него доаѓа американски представник, висок представник како што е Кери, тој е гостоприемчив, тој сака да се покаже во најдобро светло и оваа досетка е исто кажана за да го разведри неговиот гостин и да му покаже дека Русија е сигурен партнер, дека може да се надеваат на неа за сите идни геополитички проблеми и решавање на тие проблеми и конфликти. Но несогласувањата околу режимот на Асад се прилично големи. Таму можно е мирна разврска? Мирна разврска не постои, бидејќи таму се води веќе војна 5 години, граѓанска војна. Тоест, таа војна би била завршена доколку Асад си замине бидејќи главното барање на опозицијата, на сириската опозиција е Асад да замине. И да има избори. Да, и да има избори. Сега, каква ќе биде Сирија после тоа? Многу најавуваат дека престои федерализација на Сирија. Јас не сум убеден. Тоа нема да го дозволи Русија. Таа сепак се уште го држи влијанието во регионот и на некој начин се додека не се ичисти теренот од
исламската држава, од джихадистите. Ја мислам дека Русија се уште ќе биде активна, но во помал обем. И тука би бил и крајот на таа криза. Значи, како што кажавте, избори и може би некаква варијанта на блага федерализација, например, да ми се даде автономија на кудрите. Вие ги спомнавте джихадистите некаде во разговорот. И сега, бидејќи ги следите и случувањата исток-запад и оно што се случува во Европа, неодамнешните напади во Брисел. Дали тие терористички напади сега може да им дадат еден замав на десничарските сили во Европа за да се отстрани се оно што не е европско? Да. Да, видите, еден од најисторените представници на националистите во франкофонскиот свет, како што знаеме, е Националниот фронт на Мари Ле Пен. Таа би можела да добие многу после овој травматичен настан што се случи во Брисел и за Белгија, за целиот западен свет, за цела западна Европа. Ја мислам дека таа би можела да одигра на картата на национализмот, но тоа не би го подигнал незиниот рейтинг според мене, бидејќи иако нели секој акт на исламскиот тероризам во Европа, посебно во западна Европа, ги буди тие сили кои се застапуваат за ограничување на имиграцијата, на бегалците, нели. Но и разгорување на ксенофобија со која Ле Пен е поврзана, тоест таа во својот дискурс употребува речник на омраза и ксенофобија. Но сепак локалните избори во Франција покажаа дека лани што се одржа, покажаа дека Мари Ле Пен, иако доби гласови во првиот круг и доби пробив во вториот, таа во вториот круг на тие избори не доби ништо. Да. По моје мислење, во оваа ситуација најмногу би можело да чарат центристите од бившиот претседател Никола Саркози и политичките партии од тој дел на спектарот. Да, тука вие велите десничарите може да земаат замав, иако благ, меѓутоа најмногу страдаат мигрантите. Да. Пред сета оваа криза. Оно што се случи во Брисел, град кој што важеше за еден од може би не најбезбедните, но град со идила, каде што живее мултиконфесионално општество, кое што досега и немало големи проблеми. Тоа се случи наеднаш, што се случи без предвестие или? Може да се каже дека Белгија беше мирно место допред една година, допред нападите стравичните напади што случија во Париз, но не би кажал дека таа е такво тивко место во Европа, може би изгледа оддалеку како некаква идила. Тоа е до некаде погрешен впечаток. Мислам дека Брисел, колку што е политички центар на Европа, толку и бирократски. Исламската заедница таму се растеше и се зазврстуваше уште од многу одамна и голем број од овие новите джихадисти, од радикалните елементи од исламот, тие терористи беа апсени во Европа и не во Европа, доаѓаат од таму всушност. Тие се родени во Белгија. Да. И самата Белгија е во раскол, тоест земјата има внатрешни противречија уште многу одамна, како што знаете. Може да се каже дека локалната политичка ситуација во Белгија може да е слична на онаа во Македонија, бидејќи Белгија е поделена на француски и холандски дел и тие два ентитета од секогаш се наоѓале во некаков неустојчив динамичен баланс и постојана борба. Земјата како и кај нас е двојазична, таму тие двете заедници, фламандската и француската, гледаат еден на друг многу скептично. Но функционирале? Од секогаш постоеле разногласија, може би функционира, но тие разногласија се ставени настрана. И ако се сеќавате, Белгија конечно се смета за една од ретките земји и ми се чини дека тој факт влезе во Гинесовата книга на рекорди, по тоа што во изминатата деценија таа имаше година и пол период без влада. Значи, целата земја живееше без влада една година и пол. Бидејќи тогаш по изборните резултати кои беа тогаш никако не беше возможно да се состави владеачка коалиција. И сега замислите, например, дали е тоа возможно кај нас да се случи, ние да немаме влада година и пол. Јас, по моје мислење, тука попрво би се испотепале политичарите еден со друг, но влада треба да се состави. И си мислам дека доколку една земја може да издржи без влада година и пол, значи во таа земја не е се така лошо.
Значи, институциите на системот, тоест граѓанските институции на тој систем имаат многу голема моќ и по инерција продолжуваат да функционираат, или локалните институции, тие институции кои немаат врска со централната власт и тие се силни и не зависат од таа централна власт. Додека во еден авторитарен режим како нашиот, например, како кај нас, тоа не би било возможно. Еве, например, Груевски, поранешниот премиер Груевски, кога ја поднесе својата оставка, тој не издржа, тој веднаш ја даде функцијата на друг свој човек. Тој не би издржал ден и пол, или не знам, или недела и пол, таа наша власт авторитарна не би издржала ни недела и пол без влада, без премиер, а не па да речеме 1 година и пол. Тука е пред себе прашање политичката култура, која очигледно во Македонија ја нема. Само за крај збор 2, за какви се односите сега помеѓу Турција и Русија, поготово после соборувањето на Сухојот во ноември минатата година и низот санкции помеѓу двете земји. Како сега се одвиваат работите? Сметам дека прекрашен момент, значи пресуден момент беше повлекувањето на Русија од регионот. Делумно повлекување, се уште таа е присутна таму, но значаен дел од контингентот е повлечен и за турците тоа беше едно олеснување, по мое. И сметам дека тоа од своја страна Москва им прати сигнал, му прати сигнал на Ердоган дека тие можат да ја вратат контролата на северниот дел, во северниот дел од Сирија, каде што делуваат курдите и каде што и да не забораваме дека именно повлекувањето се случи во тој момент кога започна бранот серија од бомбашки напади во Турција, самоубиствени бомбашки напади кои беа изведувани од курдите. И едноставно со тоа што Русија се повлече од таму, прати добар сигнал и од друга страна исто значаен момент е тоа што се возобновува туристичкиот тек од Русија во Турција, бидејќи Турција е традиционално летувалиште за русите и многу туристички агенции ги вратија лиценците за да организираат тури во Турција. Значи тоа е знак дека постепено се возобновуваат тие економски врски и штетата што тие трпеа заради овој конфликт, заради тој по мое мислење непотребен конфликт кој се случи со непотребното уривање на Сухојот. Меѓутоа Турција во неколку навради повеќе пати рече дека Русија не го почитува нивниот воздушен простор и после соборувањето на Сухојот имаше уште најмалку 2 пати кога Турција се пожали дека руски авиони повторно влегле во Турција. Да, имаше такви. Тоа значи дека тензиите меѓу земјите не стагнираат. Точно, но сега како што реков со повлекувањето Русија се промени ситуацијата на теренот, едноставно Турција би можела да се помири со тој факт и со фактот дека Русија сепак е помоćна војна сила и дека не може да се игра така. И дори мислам дека имаше и таков момент кога представници на Ердоган пратија извинување, макар што Путин не го прими тоа извинување. Но со текот на времето, знаете, времето ги лечи раните. Така што после неколку месеци или 1 година претпоставувам дека ќе се вратат, ќе се нормализираат односите во регионот. Добро, Борис, јас ти благодарам што беше гостин, барем на кратко во студиото на Нова и очекуваме од тебе уште текстови кои ќе ги анализираат состојбите како во Русија, во Сирија, во Турција и нивниот однос со Запад. Да, благодарам и на вас.